Се зголемува ли бројот на кардиолошки пациенти во државата? Колку од нив умираат дневно? Има ли доволно термини за преглед? Дали септември е пикот кога има најмногу закажани кардиолошки пациенти и се прават најмногу стентирања? Утро во наш и ваш гостин во утринската програма на Слободен печат, доктор Владимир Ристовски од Градската општа болница 8 септември. Докторе, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Најавив дел од темите на кои што ќе разговараме. Во интерен муабет ми кажавте дека септември е некако пикот практично кога најмногу луѓе бараат кардиолошки прегледи. Зошто е тоа така? Очигледно пациентите за време на годишните одмори нормално вложуваат повеќе време на себе, се изостануваат тие контролни лекарски прегледи, а и септември месец е месец кога започнува школската година. Нормално луѓето започнуваат со работа, секако тука е поголем стресот кај самите пациенти. Бројката во амбулантите е значително зголемена поради после тој што викаме ние одморен летен период. А секако со тоа се зголемуваат и бројката на пациенти со зголем број на инфаркти. Не само септември, тоа се и октомври, предновогодишниот период, тоа се месеци кога значително имаме повеќе работа кај нас во кардиолошките служби. Може ли да ни кажете во просек колку дневно пациенти прегледувате, колку од нив им препорачувате стентирање, колку инфаркти има и дали статистички по месеци, бидејќи рековте дека од септември до нова година е некако тој период, кој месец е практично најкритичен? Тоа може да кажам во нашата кардиолошка амбуланта со зафаќање ургентниот центар отприлика повеќе од 150 пациенти дневно се прегледуваат во нашите кардиолошки амбуланти, каде што имаме секојдневни прегледи во однос на коронарни стрес тестови, нормално кардиолошки прегледи, ехокардиографијата, така да тие бројки се значително поголеми. Инаку месеци покрај септември, октомври и декември месец како пред новогодишните празници, секако тука и постновогодишниот период кога нормално луѓето за време на празниците се опуштаат, зголемено количество на храна, алкохол, сите тие фактори се секако ризик фактори кои што придонесуваат да имаме полна раца работа. Ајде, кога сме кај ризик факторите, кои се ризичните фактори и кога е вистинското време, односно кога треба, кои се предупредувачки знаци? Значи, две прашања во едно. Кога треба еден пациент да се јави кај кардиолог? Сите знаеме општо поем дека главен ризик фактор покрај несоодветната викам исхрана, цигарите, тука придонесува секако и стресот. Порано, значи многу малце се влијаеше на тоа како ризик фактор, меѓутоа дефинитивно последните години, особено тоа се забележува кај земјите со низок социоекономски статус како што е нашата држава, стресот итекако влијае на зголемен број на кардиоваскуларни болести. Тука да ја кажем и зголемените вредности на маснотиите, покачениот крвен притисок, секако тие се ризик фактори кои што придонесува за зголемен број на срцеви болни. Кога треба, да, типично, значи кога секој пациент секојдневно ги извршува секојдневните обврски и одеднаш нешто му се случува, односно не толерира напор, градна болка, замор, недостиг на воздух, тие се оние општи познати кардиолошки тегови кои што едноставно треба да побара мислење. Меѓутоа, повозрасната популација не треба да чека да се појават тие кардиолошки тегови. Секако тука многу е значена превенцијата. Затоа треба има во законите одредено време кога одредена возрастна популација, дали е пациентот на 30 годишна, 40, 50, 60 годишна возраст, треба да направи одредени кардиолошки, односно превентивни прегледи. Се знае дека општо познато е еднаш годишно, барем кај помладата популација, треба да се направи проверка на лабораторија на крвта. Кај повозрастните популација на 6 месеци. Стрес тест кај мажите над 50-45 годишна возраст, зависи од генетиката, зависи од коморбидитетите што ги има, треба да направи коронарен стрес, ехокардиографија, така да тие се тие оние индиректни фактори, односно работи кои што треба да ги направи како превентива. Жените во однос на мажите се позаштитени, нормално се тука тој периодот на циклуси кога тие едноставно за разлика од мажите не се изложени на тие кардиоваскуларни болести, меѓутоа како напредува возраста, па тука ние мажите малце стагнираме, меѓутоа жените веќе го добиваат тој замав да имаат повеќе кардиоваскуларни болести на поголема возраст. Се намалува ли старосната граница? Ако порано за мажите беше ризична 40-тата од 40 до 50 години, дали имаме веќе стентирања и инфаркти на помлада популација? Да, доаѓаат и пациенти 25 и 30 годишна возраст, нормално таа возрастна граница е намалена, значително намалена, покрај неквалитетниот живот, за тие почести што викаме ние инфаркти работење кај помладата популација, секако и допринесува и злоупотребата на
на различни типови на други. Тоа е особено покарактеристично за помладата популација, која што исто така преднесува на ризик фактор за појава на инфаркти кај пациенти помлади од 30-та година. Вашето искуство што говори, кој е најмладиот пациент кај кој што имате диагностицирано некаква кардиоваскуларна болест? Во нашата установа, значи најмлад мислам пациент кој што е стентиран со инфаркт е околу 25 годишна возраст. Значи релативно Да, млад. релативно младо, и тоа на други места мислам дека има и помлади пациенти. Так, а највозрастниот пациент кој што завршил, зборувам со 90 кусур годишен. Супер. Да, се возрастната група се нема некоја импликација во односно дали не, ако е повозрастен пациент ќе го третираме или не, се зависи од неговата целокупна здравствена состојба. Има повозрастни пациенти кои што изгледаат одлично, и има помлади пациенти кои што се веќе здравствено запуштени. Так. Спомнавте 150 прегледи во минатото прашање во вашата амбуланта. Дали има доволно термини и има ли доволно персонал за да се прегледаат сите кои што имаат потреба од кардиоваскуларен преглед? Во нашата установа секако дека секој лекар си има одреден број на термини кои што се пушта согласно Министерството за здравство на нивните барања. Мислам дека не можеме да постигнеме со оглед на тоа дека имаме недостиг на високо образовани и средно образовани медицински персонал да се прифати целокупното население. Секој лекар има еднаш неделно термин за амбуланта, каде што прави повеќе од 25-30 прегледи. Тука да не ги забораваме контролите, болничките контроли и дополнителни диагностички испитувања. Така да како лекари, како сестри кои што ние сме премногу зафатени и колку што можеме ние ги обсервираме и обслужуваме самите пациенти. Меѓутоа нормално кога ќе се зголеми бројот на медицинскиот кадар, бројот на средно медицинскиот кадар, таа бројка може да се зголеми. Так. Околу опремата има доволно опрема. Како кубурите таму? Добро, опремата со текот на годините нормално застарела, треба да се обнови. Имаме делумно нова опрема. Имаме и 3 ангиографски сали, и тоа имаме недостаток на медицински персонал за работа. Нормално, ако има апарат за работа, треба има некој со него да работи. Меѓутоа, секогаш кардиологијата е една гранка која што е доста напредна. Ние, што викаме, едукативно ги следиме светските трендови на едукација и образование, меѓутоа тоа треба да се приведе во пракса. За да се примени во пракса треба да се даде соодветни материјали за работа, соодветна дополнителна обука и нормално апарати кои што придонесува да бидеме во корист на самите пациенти. Колку стентирања дневно се прават во вашата амбуланта? Може ли да се постигне или комплетно се? И кои други интервенции се прават во кардиолошката? Добро, дневно кај нас оглед на тоа дека имаме недостаток на медицински персонал, работи само една ангиографска сала и дневно се работат отприлика од 6 до 8 пациенти кои што се работат. Покрај стентирање на крвните садови на срцето, работиме стентирање на крвните садови на вратот, така наречени каротидно стентирање. Ги третираме крвните садови на рацете и нозете. Исто така спаѓаат заедно со колегите од радиологија кои што го заземаме тој дел. Се имплантираат и привремени пейсмейкери, стални пейсмейкери, значи двокоморни на коморни, така да и тој сегмент е едноставно има колеги кои што се комплетно обучени да придонесеме за целосна обсервација на самите пациенти. Околу бројката, има ли генерално зголемување на кардиоваскуларните болести и кои предничат? Нели, кај нас во принцип секогаш инфарктот се смета дека завршува фатално, меѓутоа сигурно има и други болести кои што се појавуваат. И во светски рамки, и во нашата држава, бројот на кардиоваскуларни болести е значително зголемен. Секоја година тој број расте. Како што кажавме, заради зголемување на тие ризик фактори кои што придонесува за нивна појава. Инаку, глобално, околу 17 милиони пациенти умираат од кардиоваскуларни болести, значи во светски рамки. Во Македонија немаме некоја статистика точна. Има некои статистички тама се од 4 до 6 пациенти на дека дневно умираат. Мислам дека таа бројка е значително повисока со оглед на тоа дека немаме соодветни во внатрешноста во одредени болници соодветни статистички податоци. Инаку покрај кардиоваскуларното засегање како прва причина за смрт, секако ни се доближуваат и онколошките пациенти. Така. Се уште, за жал, го држиме ние приматот за лекување на кардиоваскуларни болести. Во светски рамки, во високо развиени земји, бројот на преживување на пациентите од акутен инфаркт се зголемува. Мислам дека и ние сме некој рамо со нив, со оглед на тоа дека нормално порано тие пациенти се чувале да завршуваат и летно, дали биле на нива, дали биле наква, и тоа денеска со
некоја поразвиење, што викаме ние, национална мрежа за транспорт на пациентите, придонесуваме да се зголеми нивното начин за нивното преживување, после прележан инфаркт или, например, ако навремено се донесат кај нас во амбуланта или во ангиосалата, значи нормално степенот до преживување е високо. Затоа треба да се изработи соодветна што викаме ни мрежа на кардиоваскуларно движење на пациентите. Позначени, позасегнати се пациентите од натрешноста, Скопје како град, мислам дека со две големи кардиолошки установи, зборам за јавни установи, мислам дека сме доволно да го обслужиме целиот град и нормално тука влијат и повеќе фактори, треба да се запознати самите пациенти какви се тие симптоми на срцев удар, не е само нели имаме пациенти кои што 4 дена седат со градна болка и веќе ќе дојдат во една терминална фаза кај нас кога не ги препознале симптомите. Така. И за крај, докторе, препорака до сите луѓе практично, мажи, жени без разлика, кога да се јават на првиот кардиолошки преглед и што се треба да се направи, има ли никаква постапка пред да дојдат кај вас во амбуланта? Да, секако, за тоа се заслужени матичните лекари кои што наставно треба да бидат тие кои што треба да им посочат на пациентите кога, каде и што треба да направат. Нормално кај пациенти на 30 годишна возраст треба барем на 5 години да измерат наш крвен притисок. Се зависи тука и генетската фамилиарната анамнеза. Треба да направите на општа лабораторија, на општо ЕКГ. Доколку има промени, матичниот лекар ќе го препрати на специјалист, на интернист или дополнително кај нас, кај што можеме да направиме дополнителни кардиолошки прегледи. Секоја промена од претходно што се случува, некоја нова настаната појава типот на градни болки, замор, недостиг на воздух, печење во градите при движење, значи секако дека треба да се самиот пациент да побаре на итна медицинска помош. И мислам дека треба да се задржи таа хиерархија матичен лекар, интернист, кардиолог со цел да не се препраќаат некои поопшти случаи за третирање на кардиолог, а секако да можеме да им помогнеме на оние пациенти кои што значително има потреба од наша помош. Така. Доктор Ристовски, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете на вебсајтот и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам.